civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Маргини како невладина организација која што со години го следи говорот на омраза во медиумите и во интернет просторот. Јавноста е сведок во изминативе неколку години, дури и на кривични дела од омраза, за кои што и како невладина организација посочувавте дека никогаш и немаше разрешница. Меѓутоа, еве да зборуваме за какви се трендовите сега. Дали имаме опаѓачки трендови, дали имаме зголемувачки трендови во однос на говорот на омрази и во кои контексти најчесто се употребува? Да, Петар, како што знаете, тие дела на омрази ден денес не се разрешени. Се работи за фамозните напади на ЛГБТ центарот, кои што нашата полиција и нашето обвинителство после толку години, од 2014 година последното дело, од 2012 првото, не собра сили, капацитети, волја да ги разреши. Најпрво сакам да објаснам за говорот на омраза дека не е секогаш и во секој контекст не е кривично правен проблем. Значи, говорот на омраза представува причина за да се ограничи нашето право на слободно изразување. Знаете, нашите човекови права не се тие неограничени, тие се следат на одредени ограничувања, како што гледате сега во односот во име на заштита на јавното здравје не ограничено правото на слободно движење, така што човековите права се предмет на ограничување. Меѓутоа, ограничувањата треба да бидат потребни и неопходни во демократски општества, треба да му служат на плурализмот и треба да бидат пропорционални. Односно, правото кое што сака да се ограничи наспроти правото кое што треба да се заштити или вредноста која што треба да се заштити, како што е во случајот јавното здравје, во случајот на говорот на омраза, тоа се најчесто правата на другите, достоинството на другите, некогаш може и дури јавниот морал да се земе предвид, треба да бидат пропорционални, односно да тежат подеднакво. И секако тоа треба да биде неопходно. Така што кога го регулираме говорот на омраза, исто треба да го регулираме на повеќе нивоа, за да не дојде до ситуација само кривично правниот систем да се справува со овој феномен, па да дојдеме во ситуација на некаква цензура, лов на вештарки и така натаму. Така што кога зборуваме за ограничување на човековите права, зборуваме за работи кои што треба да се ценат од случај во случај. И многу е важен контекстот. Така што кој говорот на омраза не постои единствена формула. Да, ова е тоа што треба кривично да се санкционира, тоа треба со административни санкции, тоа треба со некој друг тип на санкции, туку треба да се цени од случај од случај. Затоа е многу важно државите да имаат кривично правен систем кој што ќе знае да одговори на говорот на омраза, кога истиот е доволно сериозен за кривичен прогон, меѓутоа исто така и административни санкции. Ние знаеме законот за аудиовизуелни медиумски услуги, кој што ве регулира и вас како медиуми, забранува говор на омраз. Со последните измени се воведе парична казна за говор на омраз. Меѓутоа, како што знаете, тој закон само ги тангира традиционалните медиуми и тука е главното ограничување. А говорот на омраза го немаме на традиционалните медиуми. Односно, ретко го имаме на традиционалните медиуми, сепак се тоа по професионални медиуми кои што ги почитуваат етичките стандарди и не би се дозволиле да изнесуваат говор на омраза, лажни вести и сите останати видови на квази новинарство, како да го наречам тоа. И секако тука е важна и само регулацијата. Тоа е Советот за етика во медиумите, кој што исто така може да го стапува, меѓутоа, како што знаеш, тука не станува збор за некакви правно обврзувачки, него повеќе за морални санкции. И овие типови на морални санкции од фелата, каде што вие самите од фелата се сообележувате и кажувате ти си добар новинар затоа што почитуваш етички стандарди, тебе ќе те наградиме со поголема плата, со поголема видливост, со друга сатисфакција. Овој нечине, овој потребува говор на омраза, објавува лажни вести, тој самата фела треба да го санкционира некаде најдоле на... Меѓутоа, овие механизми функционираат во демократски општества, во слободни општества, каде што медиумите имаат поголем простор имаат поголема моќ од една страна, меѓутоа од друга страна и се финансиски прилично јаки и независни. Така што, извини да се вратам на твоето прашање, говорот на омраза постои најмногу на социјалните мрежи и најмногу на
овие нови интернет медиуми, онлайн портали. Тоа се местата каде што се појавува. И се појавува, знаете, кон популациите со кои што ние работиме, помеѓу кои LGBT популацијата, говор на омраза секогаш има. Еве, последен пример е кампањата која што подготвивме во однос на дискриминација, пословено дискриминацијата завршува со мене. Од сите видеа, само видеото на кое што се бакнуваат двајца мажи, имаше најголем говор на омраза. И сите овие повторно, ние повторно со години се наоѓаме во истата ситуација. Говор на омраза кој што е до тој степен сериозен, кој што повикува на насилство, кој што ги квалификува, например, LGBT луѓето како болни, како повикува на да се ставаат во логори. Значи, сериозен говор на омраза, повторно, сите овие коментари беа испратени до МВР, односно до Оделението за електронски криминал и повторно ништо. Истата ситуација имавме и лани за време на парадата на гордоста. Во однос на парадата на гордост имаше многу говор на омраза, све тоа беше испратено до електронски криминал и немаме никаков повратен одговор. Извини што да прекинувам, каде најчесто кај полицијата, уште на самиот почеток кога се пријави во полицијата, тука почнува и заглавува целата работа? Да, меѓутоа сега треба да имаме предвид законската рамка, односно законот за кривична постапка, каде што обвинителството е полицијата инструмент, генерално кажам, инструмент на обвинителството во целата таа постапка. Така што од полиција ќе ви кажат, не сме ние обвинителство е. Од обвинителство ќе ви кажат пријавите што ни ги праќаат се само ваши, они не се трудат претходно да обезбедат да направат подобар случај од сето тоа, меѓутоа сепак според хиерархијата и според одговорноста е на обвинителство. Значи тука нема збор во однос на тоа. А секако полицијата дополнително треба да се екипира за да ги препознава и да ги смета за доволно сериозни овие кривични дела. Еве го имаме и случајот со Милинко Неделковски. Случајот се започна во 2014 година, кога за време на нападот на Тамар, он објави текст со кој што го оправда и го охрабри насилството кон LGBT луѓето. Значи, тоа е класичен пример на говор на омраза кој што мора да се санкционира кривично. Од тогаш, од 2014 година, значи веќе 4 години, пинг-понг се играат основното јавно обвинителство и висшето јавно обвинителство со таа кривична пријава. Во ниту еден момент кривичната пријава не е отфрлена, меѓутоа основното јавно обвинителство не сака да го продолжи предметот, висшето јавно обвинителство му вика продолжите го и така пинг-понг едноставно. Така што станува збор едноставно за неефикасно водење на постапка. 4 години нешто што трае, тоа веќе нема никаков смисол и затоа токму тој случај ќе го продолжиме на Европскиот суд за човекови права. Мислам дека нашата пракса во однос на судовите е дека имаме само една пресуда во однос на говор на омраза, така? Зборуваш за говорот на омраза на Миленко поврзан со национализмот, мислам, поврзан со договорот од Преспа. Или не те чув добро? Не, а каква е праксата? Досега имаме само една пресуда на ниво на Македонија во односно на говор на омраза? Или немаме ниту една? Немаме, јас како што знам немаме. Меѓутоа тоа и сакав на почеток да го објаснам. Значи пресуди поврзани со говор на омраза може да се бараат и во граѓанските судови и во кривичните судови, зависно кој пат одбрала да го тера жртвата. Видете, говорот на омраза е исто така дискриминација. Значи вид на дискриминација, односно вознемирување како дискриминација. Така што за говор на омраза може да се води граѓанска постапка, односно пред суд согласно законот за дискриминација. Например, тоа што го читаме во учебниците, некогаш знае да биде и говор на омраза, знае да биде содржина до тој степен сериозно погрешна што е и говор на омраза. Меѓутоа за овие работи се одлучивме да одиме со Комисијата за заштита од дискриминација со Народниот правобранител. Така што велам дека на повеќе нивои и на различен начин истото може да се регулира. Меѓутоа фактот дека ни недостига судска пракса.
Она што го видовме како малце да кажам позитивен тренд во институциите беше во однос на говорот на омрза што се случуваше поврзано со договорот од Преспа. И меѓутоа сепак видовме дека тука некако државата како да реагира повеќе за овој говор на омраза и е волна да ги санкционира, да го санкционира националистички говор на омрза кога тоа одговара на моменталниот политички контекст или потпишување на договорот промена на името, додека кога од истиот говор на омрза страдаат најмаргинализираните групи како ромите. Значи расистички вицови секој ден може да видите и на портали и на Facebook како и LGBT луѓето. Тогаш некако кога се нема доволно волја да се постапи. Во однос кога зборуваме на неказнивоста, кога зборуваме во однос на непостапувањето на институциите, можеме ли да кажеме дека ваквата ситуација ги охрабрува насилниците, а ги обесхрабрува самите жртви кои што се на говорот на омраза? Секако, значи, мислам кај нас имаме политика на неказливост, не викам дека говорот на омраза не е сериозно кривично дело, како таков само не е уреден во КАЗ. Во КАЗ постојат членови како расна и друга дискриминација, по кој може да се санкционира за говор на омраза, како што, например, ако ви текнуме на овој клипот што беше за коронавирус, овој дечкото што ги нападна туристите од Кореја ли беа луѓето, од каде беа. Тоа беше расистички говор на омраза. И конкретно, тоа беше совршен пример за прв пат во македонското право да се употреби членот расна и друга дискриминација како кривично дело. Меѓутоа, последна информација што имам од тој случај дека водејќи им се извинија на луѓето беа задоволни, меѓутоа сторителот не го најдоа. И сега во една таква ситуација, џабе, ако луѓето не се казнуваат, ако нормите постојат само за на хартија, тоа е опасно за жртвите, за сторителите, во однос на нивната мотивација, меѓутоа тоа зборува и дека во оваа држава не владее правото. И уште едно сосема последно прашање за крај. Изминатата година и вие како невладен сектор, медиумскиот сектор, меѓутоа и мноштво на државни институции заедно подпишавте една декларација во однос на борбата против говорот на омраза. Претпоставам дека тоа може би повеќе декларативна заложба е. Имаме ли некаков ефект од тоа вмрежување? Дали тоа вмрежување во иднина би требало да значи поголема соработка помеѓу самите институции, детектирање и казнување на говорот на омраза? Да, потребна е соработка, се подпиша декларацијата мислам самото име зборува. Секако сметам дека е потребно такво вмрежување, затоа што постојат проблеми во секоја институција. Улогата на граѓанските организации е да притискаат за почитување на стандардите и за нивно спроведување. И тоа е нашата улога во целата таа приказна, меѓутоа исто така и комуникација со граѓаните и мотивирање на граѓаните да се жалат на говор на омраза. Кај нас е потребно доуредување на законската рамка, од една страна, дебатата во однос на вклучување на проширување на административната регулација на АВМУ кон порталите треба повторно да се отвори и треба сериозно да размислиме за таков тип на регулација, затоа што едноставно не е возможно, не е фер некој да биде комплетно нерегулиран и да не одговара во општеството за тоа што го пишува. Впрочем, да ги прави и најголемите проблеми и најголемите раздори. Од друга страна, кривичниот закон треба да се дореди, меѓутоа мора да се зајакнат и капацитетите, и тука и политичката волја. Координацијата, како што беше декларацијата што инициираше ОПСЕ, секако позитивен чекор, меѓутоа тоа не е одржлив механизам. Се надевам дека ќе биде одржлив, се додека ОПСЕ го поддржува тоа и ги притиска институциите, меѓутоа не е институционален механизам за решавање на овие проблеми. Драгана, ти благодарам многу. Фала, чао. Поздрав, чао. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.